Го слушаш ли звонот, она грациозно динг-донг, што секој јуни се разлева по асфалтот пред училиштата? Годинава е поинаков, потивок, кај коехо во полупразен хол. Во клупите се уште мирисе на штотук од печатени учебници. Прв пат, по 6 години, децата ќе учат на странски јазик од нови книги, не од фотокопии со одлепени корици. А министерката Весна Јаневска држи прес и гордо додава: од септември ниту еден ученик без учебник. Ветување што звучи како храбар шамар на дигиталната ера. Само неколку улици подалеку, Стефан, осмоуделенец со ранец потежок од мечтите, тајно запишува во тетрадката имиња на градови: Вирцбург, Парма, Осло, онак, за секој случај. На телевизорот се врти прилог на шангајската листа, а во табелата во која кај Нов Македонија повторно зјае празното место, без рангиран универзитет помеѓу првите 1000. Тоа молчање на екраните говори погласно од секоја пресконференција. За 10 години јавните пари за наука се стопија 5%, 3,8% од БДП-то, а реформите стојат во недоопишаните стратегии. Стефан знае дека статистиката нема душа, но ја почувствува во дворот. Во годинава, во неговото училиште има 40 деца помалку. Средношколската клупа на братучетот во Охрид веќе е празна по нивното семејно едносмерно патување за Германија. Податоците велат дека за една деценија државава изгубила 27.000 ученици. Средните училишта дури 1/5 од запишаните. И анкетираните тоа го потврдуваат. Речиси 2/3 од младите би се качиле на првиот автобус без намера да се вратат, огледувајќи го врвот на недовербата во систем што не ги препознава нивните таленти. Но приказната уште не е завршена. Во рацете на Стефан е учебник што конечно мирисе на ново мастило. Во главата идеја дека лабораторијата може да се изгради и дома, а ако некој отвори вратата наместо да затвори, звоното повторно ќе зазвони. А прашањето ќе биде: ќе одекне ли пред празни клупи или пред генерација што одберат да остане? Изборот не е само нив, тој е наш овде сега. Пред портите што и самите треба да ги поправиме за да не бидат излез, туку влез во иднината што ја заслужуваме.